Денеска православните христијани го празнуваат светиот великомаченик Трифун, а католиците Свети Валентин. Или како што е прифатено меѓу народот, денеска е денот на виното и љубовта. Значењето на овие два празника е големо, а славењето на Валентин е традиција и кај православните христијани, кој во последниве неколку години е особено популарен помеѓу помладите. Тие на овој ден трошат пари на подароци, изненадувања, чоколади, пораки и слично, во знакот на љубовта. Како што вели отец Иван Стоименов, Свети Трифун е заштитникот на лозјата и според традицијата на овој ден лозарите го закројуваат лозјето. На денешен ден на Светиот великомаченик Трифун, после богослужбата, луѓето одат на лозјата и ги закројуваат. Значи, најпрво во светите храмови после богослужбата се осветува вода, се читаат молитвите од Свети Трифун и луѓето земат од таа вода, одат на лозјата и ги закројуваат. Некаде по покана оди и свештеникот, значи во секој град, во секој село има различна традиција. За славењето на Свети Валентин помеѓу христијаните, тој вели дека тоа е погрешно, бидејќи овој светец го празнува Римокатоличката црква, а не православната. Исто така, пиењето алкохол не треба да се поврзува со славењето на Свети Трифун. Свети Валентин се празнува и во православната црква, но на есен. На денешен ден Римокатоличката црква си има свој празник Свети Валентин. Значи, тој светител се празнува и во православниот свет есента. Арно, ама денеска Светита православна црква и православните христијани го празнуваат Светиот великомаченик Трифун. И немаме ништо со Свети Валентин, како што сега младите обичаат и сакат да кажат дека денот на влюбените си носат поклони и така, значи сите оние кои што се римокатолици, тоа можат да го прават и нека го прават. Свети Валентин католиците го слават како ден на љубовта и приврзаноста помеѓу партнерите. Славењето на овој светец е многу стара традиција која се практикува уште од римското време, односно од 17-тиот век. Традицијата на славењето на виното и љубовта кај нас е широко прифатена.